Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 до 55 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Еве што ќе може да погледнете вечера во наредните 50 минути, почитувани гледачи. Што сакате де факто да го прогласите Рамош Харединај за непочесен граѓанин на Тетово? Не, ова е парада, Васко, обична парада политичка. И ако ВМРО е бурек со месо, СДСМ е бурек со сирење, вие сте значи бурек без ништо. Зашто би ми рекле дека сум бурек без ништо? Дали вие би биле разочаран ако опозицијата оди на локални избори без политички договор за предвремени избори? Да. Отворено ви кажувам да. Ванчо Шехтански е директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа и тој најави поништување на одлуката на Советот на општина Тетово за прогласување на Рамош Харединај за почесен граѓанин на Тетово. И тука јавно се поставува дилемата дали по таква една ситуација Ванчо Шехтански размислува ако Советот на општина Тетово го прогласи Рамош Харединај за почесен граѓанин, тој да го прогласи за непочесен граѓанин на општина Тетово. Господине Шехтански, Советот на општина Тетово го прогласи Рамош Харединај за почесен граѓанин на Тетово. Вие сакате да укинете таа одлука, што сакате де факто да го прогласите Рамош Харединај за непочесен граѓанин на Тетово? Не, ова е парада, Васко, обична парада политичка. Нема никаква законска обврска. Во Македонија постојат закони, тие закони мора да се почитуваат. Таа одлука прво треба да се објави, значи, во службен весник на Република Македонија. И ти лично можеш да дадеш на било кого тука надвор дека е заслужен граѓанин по твоја желба. Меѓутоа, кореспонденцијата во администрацијата во Република Македонија е веќе нешто друго. Но меѓутоа, вие влетавте на некој начин многу несмасно во целата таа парада. И вака правите веќе 2 години. И имам чувство дека власта ве користи помалку да влетувате несмасно во таа парада и на некој начин да покаже некој лажен патриотизам токму преку Шехтански. Значи, поентата на целата приказна е нели дека Рамош Харединај и неговиот брат, кој бил командант на 112-113 бригада, се бореле со македонската армија 2001 година. Вие сте, значи, директор на овој инспекторат за локална самоуправа во министерство, кај што министер е Невзат Бејта, кој бил војник или командант во истата таа бригада. И то не ви пречи бидејќи ве сладка фотелјата, а тука ви пречи Рамош Харединај. Значи, вака право, значи, ние сме функционери во владата на Република Македонија. Ми пола влада се поклени во Слупчане. Ја не видов да поднесете оставка, не видов дека вие се буните против тоа. На кого да се поднесе оставка во Македонија? Па на тој што треба да штити Македонија. А на кого да се даде? Кој друг да дојде? Треба некој друг да дојде? Правите некој циркус околу Рамош Харединај. Апсолутно непотребно. Утре ќе ви стане премиер тој Рамош Харединај, кој дочекате со иста радост и среќа кој што дочекувате Дачичко влада на Република Македонија. Бог да чува да го дочекувам Дачич. Ни Дачич, ни Николич, ни Зебрањак. Добро знаеш дека не е така. Добро, не видов дека поднесовте оставка, значи чим не поднесовте оставка. На зошто оставка, на кого оставка? Вие сте дел од коалицијата. Ако таа коалиција има премиер кој се вика Никола Груевски и тој го дочекува среќан до овде и Дачич и Николич, а вие стоите у таа влада, тоа значи дека се мешаат работите, значи се мешаат работите. Збориме за принципелност, или сте принципели или не сте принципели. Постапката на Советот на општина Тетово не е во ред. Значи не е во ред. Да, и што ќе направите? Ќе го укинете прво тоа? се носи решение за именување на почесен граѓанин кршејќи се законот. Па тој закон за БДНТР е порамковен договор, па тој го бараат токму албанците. И тој се почитува секогаш, освен во овие 2-3 случаи. Јас се обидам да ви обяснам една работа. Гледате, тоа може би и така законски. Меѓутоа, се оно што ги имате вие законски направено во изминатиот период, гледаме колку функционира. Пред една година, кога беа ескалациите на тие меѓуетнички тензии, кои се тепа деца по скопските автобуси, кои се тепа македончиња со албанчиња и обратно, ви укинавте имење на 3 училишта во општина Чаир. 4. Меѓутоа, тие училишта денес ги имат имење, ништо не е сменето. Значи, Васко, прво да не се шири дезинформација. Велите дека ќе се укине одлуката за прогласување почесен граѓанин на Рамош Харединај во Тетово. И јас имам против можеби таа одлука. Меѓутоа, сега во ова фаза да влезете во еден таков филм, да се глуми лажен патриотизам пред избори, по мене е апсолутно депласирано во 2013 година во земја која сака да стане членка на Европска унија. Значи, прво не се сослушуваме ова. Значи, донесена одлука е спротивно на БДНТР. Нема одлука на Комисија за меѓунационални односи, значи е без присуство на македонците донесена.
Значи јас не зборувам за личноста, за кого е донесена. Зборувам за постапката и за начинот на кој е донесена. За училиштата во Чаир. Идете видете, во јуни месец се добија свидетелства со македонските имиња на училиштата. Во јануар се добија книжки со македонските имиња на училиштата. Печатите стојат се уште со македонски имиња на училиштата. А таблот што се сменети, тоа не е работа на инспектора, тоа е работа на друга институција во државата. Значи во административна кореспонденција се уште важат старите имиња. Но Росман Шештански, гледате, Мендух Тачи 12 години има една иста теза дека 2001 година бил државен удар или пуч во Република Македонија, кај што одредени структури на УЧК го стимнале него и Арбен Џафери од власт, бидејќи ако не бил тој пуч и до ден денес Мендух Тачи ќе бил власт во Република Македонија. И политички гледано, јас навистина ви се чудам зашто не го оставите докрај да се злоупира Мендух Тачи во целата таа своја политика, бидејќи после 12 години вадење досиеа, зборење дека 2001 била пуч, говорење дека српските служби стоеле зад војната 2001 година, тој на крај го носи Рамуш Харадинај и го прогласува за почесен граѓанин, значи еден од командантите на УЧК. Па има ли поголема мизерија на политичка кариера тоа што го премено, значи демек Али Ахмети бил лажен командант и не бил 2001 година, ама Рамуш Харадинај бил вистински командант. Што не го ставите да се доизглупира максимално Мендух Тачи? Значи, Васко, институцијата, државен инспекторат ги, според закон за локална самоуправа, е должна одлуките на советите. Значи, по функција, по дефолт, ние мораме да постапиме за секоја одлука на совет на општина. Значи, овде не зборуваме за политика. Оваа одлука, што ја донел советот, не е законска. Ние не влегуваме во друга работа. Ама Мендух Тачи свесно го прави тоа. Ама оставите го сега и Тачи. Ама и вие го знаете. И знаете, една недела, после она средба ненадејна во кабинетот на премиерот со Мендух Тачи, Мендух Тачи сака да го прогласи Рамуш Харадинај за почесен граѓанин на Тетово. Вие сте човек кој е дел од оваа коалиција 7 години, разбирате политика. 3,5. Добро, не е важно, еве 4. Значи разбирате политика и сваќате дека тоа е веројатно договорено помеѓу премиерот и Мендух Тачи да прави малку циркус за да може да добие одредени симпатии во Тетово. И вие влегувате во еден така наместа. Ама што треба да направиме? Треба да оставиме, види, ако ние поминеме на таква одлука. Што направи Груевски со Фатмир Весини со Слупчане? Што направи со Муса Џафери со Слупчане? Ништо. Меѓутоа, оваа одлука, значи, треба на општината да влезе на сила. Значи, таква парада, кој што се направи вчера, се направи. И се Мендух ќе правите херој? Ама јас не правам никој херој. Значи, одлуката што ја донел советот е незаконска. Ако сме ја пуштиле да замижиме на таква одлука, тогаш не е во ред институционално. Оваа одлука е донесена без Бадентер, без одлука на Комисија за меѓунационални односи, и таа е незаконска и таа е поништена. А политиката што стои позадината, може да се согласувам со тебе на тоа. Меѓутоа, начинот на кој е донесена не е во ред. Дали е провокација или не е провокација, ние како институција мора да реагираме. Сам да кажам, господин Шештански, знаете, таа тема на меѓуетнички тензии, досега изминатите 3 или 4 години, доста вешто е користа ДУИ и ва да помане. Сега, ако треба да му се помага на Мендух Тачи малку во Тетово, после оние изјави на Мендух Тачи против Бранко Црвенковски, дека прави политички кризи, дека прави ова, дека прави оне, дека е растура поради тоа таа коалиција која беше најавена некаде во текот на летните месеци минатата година, сега Мендух Тачи оди го прогласува Рамуш Харадинај за почесен граѓанин на Тетово. Значи, од авион се гледа. А од авион се гледа кој е, значи, сценографијата, кој е сценариото, кој е мизан сценот и така натаму и така натаму. Јас сам вас ви прашувам, вие сте паметен човек, што влагате во тој глуп филм? Оставете го Мендух Тачи да се глупира до крај. Ама и да го оставиме да се глупира до крај, значи по законот мора да се реагира на секоја одлука на совет на општина. Значи, моите инспектори мора да реагираат на одлуката на советот. Значи, дали е валидна или не е валидна. Ако е валидна, таа е во ред. Ако не е валидна, мора да се објави во службен весник и да се поништи. Знаете, врз база на тоа со кој ќе има бизнис делки Мендух Тачи, тој ќе прогласува, ако сега ги регулира односите со Хашим Тачи, ќе прогласи Хашим Тачи, ако ги регулира со Рамуш Харадинај, на крајот на криштата тој е внатре албански конфликт. Демек сега Али Ахмети не бил вистинскиот патриот, Али Ахмети не бил командант, Али Ахмети нели стоеле вакви служби, онакви служби, бидејќи досијата ни вие ни јас не ги фрлавме тука по тетовските и по скопските улици, не ги вадевме, ги вадеше Мендух Тачи. Одеднаш Али бил никаков, бил Рамуш Харадинај. Тоа е многу ефтина приказна. Во која албанците не верат, на која албанците се смеат. Со парадата вчера од Тетово, таа е ефтина приказна. Значи таа не е законска. Дали сум јас или е некој друг, тој мора да постапи.
Значи се работи за институционална одлука на совет. Таа мора значи да биде помината низ инспекторатот. Дали сум јас директор или друг, се исто е. И што вика премиерот Ванчо, терај, добро ова работа, вика никој ништо. покажи малце мускули, секој што ќе треба малце да се дестабилизираат Ама зошто меѓутнешките тоа го односи, сваќате дека излези Ванчо те. Ама треба Ванчо сега да чути на таа одлука. Еми Страшо Ангеловски го пензионира, го зема у коалицијата Ама што 2011 да година, направиме сега? малце го пензионираат. Мора вас малце ќе ве пуштат на површина. Добро, еве да го пречутиме. Јас ќе направам значи прекршок како се пречути како директор на институција државна, ако се пречути одлуката. Ако се пречути, значи ние сносиме консеквенции. Секоја одлука на совет мора да помине. Секоја одлука на било кој совет во Македонија мора да помине низ инспекторатот. На крајот на криштата. Влеговте во еден ваков процес на прогласување на непочесен граѓање на Тетова на Рамуш Харединај. Јас лично не сум влегол никаде. Добро, вие како институција, како прв човек на таа институција, влагате во процес на укинување на таа одлука на Советот на општина Тетова. Да. И која е крајната консеквенца? А зошто крајна? Па која е одлуката? Ма видете, вие значи се фаќате сега за една одлука само. Ние имаме донесено, имаме укинато 70 одлуки минатата година. 70 одлуки имаме укинато. Добро, сваке дека ќе има тензии поради тоа. Ама значи јас ако ние не постапиме по таа. Ама све јас ве разбирам вас. Меѓутоа сваќате дека врз база на тие тензии, така, Мендо Тачи ќе води кампања во Тетова. Така. Зашо му го возможувате тоа? Значи, јас морам да реагирам како директор на институција по одлука на совет. А има и друго прашање тука. Значи, се уште одлуката на советот од 30 јануар не е стигната до инспекторатот. Значи, ние не знаеме дали има таква одлука на писмено донесено. А ако не е донесено на писмено? Никоме ништо испаѓа парада. Не испаѓа парада, се завршена работата. Го прогласиле Рамуш Харединај, го прошета, однесе цвеќе на гробот на Армен Џафери. Кој може да го спречи тоа? Па ако не може да го спречите, што влагате во тој филм? У кој филм да влагам? Па овој филм е Јас зборам за неважни, институционално, патриотски паради и така натаму. Ама институционално ви зборам, значи должност е на инспекторатот да ја одлуката, да начинот на спроведување на постапката и на носење на одлуката. Не, господин Шахтански, се обидам цело време да ги кажам. Да се чутам, требаше така? Не. Сами да кажеш Васко дека требаше да донесе одлука советот општината и да се чутиме, така? Ама се уморивме тој лажен патриотизам. Ама добро, нека е лажен. Знаете, се уморивме. Ама еве не го збориме патриотизам. Не збориме. Јас никаде не го спомнав името на човекот. Сега не е проблем, значи не е проблем што Пола Учека ви овладе делите тендери, ама беше проблем што у Слупчане биле положени цвеќења на гробот на паднатите борци на Учека. Значи не е проблем што овој Невзат Бејтев бил 112 или 113 бригада, бил проблем што Рамуш Харединај бил у 112-113 бригада. Видите кои изместени вредности, која е на перверзна политичка ситуација. И се ние сме 6-7 години заложници на еден таков лажен патриотизам. Значи јас институционално ви реков дека морам да реагирам на одлука на совет што е донесена. Дали е тоа на Тетово, дали е тоа на Берово, иста работа. И добро, ако случајно еве вашо Берово го прогласи Ивица Дачич или Пехчево, или некој во Источна Македонија го прогласи Ивица Дачич за почесен граѓанин, ќе реагирате? Да. Ако порано сте живееле на улица Бихачка, кај што е седиштето на СДСМ, а сега таа улица се нарекува Павел Шатев, што асоцира на ВМРО ДПМН, тога се постава прашањето како да останете неопределен во на таква политичка ситуација. Или дали во на ваква црно-бела поделена Македонија први страдат професионалноста, вистината и честноста. 15 минути интервју со Агим Јунус. Господин Јунус, јас ви препорачувам на почетокот на интервјуто за секој случај да се извините, да не мора после писмено да се извинувате ко некои колеги, повесниците за кажаните зборови. Не, јас поинаку ќе се изразам. Кај нас во мојот екип... За секој случај ви извините се, па после како сака Стори ми алал, се вика, еве јас сторувам алал, валјда и некој алал ќе стори. Не ве видов на ладата качен тука на рекорд да пеете Бела Чао. Имавте грип или не ви се многу бенди со лада, да беше некој БМВ, може ке се качевте? Зошто ја би стоел на некоја лада тамо? Па добро е, секојаш важевте за човек кој се бори за демократијата. Да, точно. И ако на рекорд нели беше борбата за демократијата, може би очеков да видам и вас тамо, качена таа лада. Чекај, нештата во Македонија треба да се редефинираат прво. Што е борба за демокрација, што е опозиција и борба на опозицијата и што е борба на една партија за превласт над друга партија. Добро, вие секојаш важевте за полево ориентиран, важевте човек кој се бори за демократијата и можеби јас грешно имав претпоставено дека можеби ќе ве видам вас тамо на таа лада, но еве признам дека можеби грешно сум проценил.
Видите, партизаните умреа одамна. Да расчистиме нешто. Прво, А се вие не сте ни со партизаните, ни со комитите? ни со германците, ни со партизаните. Ми тоа значи сте некој домобран. Ко у Хрватска, што се не е ни со партизаните, не е ни со германците, не е ни со усташите, домобран. И на крај Сите се домоодбрани. И на крај, знаете, домобраните... Прочити ги паролите, прати ги сите оние нешто што они зборат, сите се они домобрани. И на крај домобраните испадна најголеми жртви на Втората светска војна. Види се, сегде има курбани. Сега, ако е пишано ја да бидам курбан, нека идам курбан, меѓутоа не гледам зашто би отишол, не чепкам ни еден, не чепкам ни друг. А ако аналитиката како таква е грев, еве да се вратиме на почетокот на вашето прашање, ќе се извинам што сум некаков аналитичар. Веќе знаете, на вака црно-бела поделена Македонија. Прво страда вистината, второ страда професионалноста и трето страда честноста. Бидејќи на така црно-бело поделена држава, вие може да размислувате само ко колективитетите кои се лево или десно, вие не може да размислувате. И веројатно спаѓате во она група на неопределени, ако веќе не сте се качили на ладата, а не сте отиштени на анкети или на трибини на Павел Шатев, вие спаѓате во она група на неопределени, кои веројатно се најжестоко под притисок и на едните на другите во овој период од овие 2, 3 или 4 месеци. Видите, Македонија не би се согласила дека е поделена на два дела како путер пресечен со нож, туку мислам дека е поделена како бурек на осминки, четвртинки осминки и така натаму и така натаму. Затоа што во ова една сегментација на Македонија по основ на политички партии, опозиција и опозиција, имаме субсегментација во која што се уште, ако земеме дека Македонија е поделена политичката сцена на македонски и албански блок, имаме внатре блоковски веќе плюс поделености. Македонска субподеленост, албанска субподеленост, така да ако ја гледаш Македонија како една пита, таа има сакаш четврт, сакаш осминка, сакаш 16-тинка, све. И добро, ако вие веќе ја правите таа споредба со бурекот, и ако ВМРО е бурек со месо, СДСМ е бурек со сирење, вие сте значи бурек без ништо. Зашто би ми рекле дека сум бурек без ништо? Бидејќи вас, да речеме, Роберто Беличанец, кој има авторски права да го толкува Аристотел, добро. Нели според неговите толкувања вие би били идиот, бидејќи сте неопределен. Вака се, ако некој за мене мисли дека сум идиот... Не, само според толкувањето на кој има авторски права да го толкува Аристотел. Да расчистиме нешто. Македонија поминува како Одисеј во подземната река Стикс во овој момент, во овој временски период. Јас така би го... Добро, тоа е добро или лошо? Па види, Одисеј сепак стигнал дома. Меѓутоа морал да помине с разни фртутми за оние што ја читале Одисеја. Значи, поминувајќи историски ни става некаква подземна река Стикс како предизвик, не во буквална смисла, мислам дека во Македонија нештата мора да поминат, не може да поминат без жртви. Кога велам жртви, не мислам буквално на физички жртви. Сметам дека можеби и во целата ова лоша работа има нешто добро, а тоа е конечно сите ликови да ги симнат своите маски, да покажат кој навистина вреди да остане на оваа политичка сцена, кој навистина стои зад некакви идеали, ставови и така натаму, а кој дефинитивно и за последен пат прави трансфер како Роналдо од еден тип во еден тим во друг и не вреди и не заслужува некој да го воопшто респектира како политичар. Има една парадигма која се случи со промена на улиците во Скопје. Добро. Па улицата Бихачка, кај што е седиштето на СДСМ, е преименувана во Павел Шатев. Добро. И вие на која улица би сакале да припаѓате, на Бихачка или на Павел Шатев? Не, ја би си останал таму каде што сум во Чаир. На Ферит Бајрам. Добро, што ќе се случува со Македонија? Гледате, ние одеднаш дојавме во една ситуација кога е необични локални избори. Да? Ги сведовме на избори на живот и смрт. Не, се создаде таков амбиент. Зошто? Се создаде таков амбиент од поради две јаки фигури. Мислите да Никола Груевски и на Груи и на Бранко. Тоа е едно. Второ, на двете вечни ривали партизани Црвена звезда, СДСМ и ВМРО. Има луѓе кои што не го сакаат Груа, ама не сакаат да застанат за Бранко. Може ли само конкретно па? Да. Вие велите дека сте неопределен. Јас сум определен, меѓутоа мојата филозофија и моето гледање на нештата се Добро, така би ги премолчал малку. Добро. Меѓутоа во јавноста важите за човек кој е неопределен. Значи не застанувате ни лево, не застанувате ни десно. Да расчистиме, неопределеност не значи дека јас не знам кој сум, што сум. Па добро, така, значи неопределеност од аспект на тоа што не сакате јавно да манифестирате припадност. Значи е така да е дефинирано. Но гледате, вас ви е многу полесно.
да говорите за опозицијата и за Бранко Царенковски, отколку што говорите за власта. Вие погрешивте многу во овој момент. Не, ма мислам дека Јас точно знам каде припаѓам. Мене местото ми е дека тоа е класичен конформизам. Знаете, многу е полесно да говорите за човек што не е на власт. Па да критикувате човек што не е на власт. Па да критикувате опција што не е на власт. Па тоа не е ни шизички, кој што вие сакате да се прикажете како постен скопски шизик во вашите колумни. Ја нити го спомнав тоа е Па добро, тоа извира од вашите колумни во Дневник. Не треба вие да окажете. Добро, тоа ја јасно публика како шизик баш ми е драго. Па јас ве доживав може во колумните, сега во интервјуто не ве доживам. Да ми аутограм после. Да, не ве доживам ни сега во интервјуто. Мислам дека апсолутно Сега да и вие мене вака ми изгледа како многу по апсолутно не е шизички вие да напаѓате опозицијата. Кој така 7 години во опозиција. Ако е цената да бидам шизик, еве, живела опозиција. Дајте, ве молам, менјаме тези и мислам дека мешаме баби и жаби. Зашто да мешаме? Вие цената ти кажавте дека има две лидерски. Прво, не благодарната работа денеска е да бидеш реален. Ајде, наброите ми двојца реални луѓе, а кои што обстанат. Добро, еве, ако претпоставам дека вие сте реален. Дали вие живеете во Македонија, со кое се гордеете? Видите, јас се гордеам со многу нешта во Македонија. Дали живеете во држава кој добро економски стои? Дали живеете во држава која меѓународно добро стои? Дали живеете во држава која има добри меѓуетнички односи? Дали живеете во држава како што сте замислувале пред 10 години или пред 7 години? Видите, прашањето не ви држи прво. Не с конкретно обрашам, дали сте вие жител на држава која е убава живеачката во 7 години? Се зависи кој како ја доживува. Не, вие како ја доживувате? Јас се доживувам доста поразително. Не зашто не критикувате власта? Туку бам на првата реченица кој слеп за стап се паќате за опозицијата. Добро, контрапрашање ќе ви поставам. Што има да ми поставите контрапрашање? Јас овде добро, поставам прашање. Вие прифативте интервју, вие ќе одговарате на мои прашања. Да расчистиме нешто, прво устар да расчистиме. Не постои идеална власт. Која и год да е власт, тоа е власта и сеопштата една општествена ситуација во било кој момент е како свадба. Секогаш има некој на кој плескаицата не му се свиѓа. Сега, зависно од тоа кој колкав дел грабнал од плескавицата и колкав дел од колачот однел дома замотан во салфетка, тој е толку среќен. Се изматериализира, да се разбереме. Народот е среќен оноку колку што е сит. Секој еден народ, уште еден пример, една дигресија тотална ќе ви направам, која што и така како држи. Прво да се вратам на тоа дека мислите дека јас не сум определен. Јас сум и тоа како определен. Уште две вакви изјави има на Павел Шатев овие трибини да ве вика. Павел Шатев и јас на крале Марко Бетовен. Има со Клековски каракамишо плюс вака црвена боја, фино тоа одговара. Ова е лакоста за твоја информација, пошто ме нарекуваш шизик. Да, мислам фина црвена боја има да одговарате максимално, значи на тие неки трибини на Павел Шатев. Плюс на очарите вака, плюс вака на очариве. Застава на која што Комирка Велиновска вака со ночариве, значи апсолутно амбиентално има да одговарате на трибини на Павел Шатев. Вака сега, одма ти кажам нешто. Што ќе ми кажете, кажавте до сега. Све што имавте кажавте после, само треба да речете Павла. Све ќе разберат гледачите. Многу ми е жал што не ми дозволи да ти го кажам на вистинското. Прво, па само сега да ве спасам да не кажете нешто погрешно, после сите да ве критикуваат. Не, би сакал на вистина да кажам нешто, и тоа многу сериозно. Секој интелектуалец, квалитетен интелектуалец, прво треба да искристализираме што е тој интелектуалец. Квалитетниот интелектуалец е надпартиска, наднационална, надрелигиозна, над секаква личност. Доколку една асамблеја на квалитетни интелектуалци ја водеше оваа држава од самиот почеток нааму, без билбили, без кока-коли, без овој, без оној, без, мислам, ништо лично. Мислам дека правецот во кој што плови овој брод ќе беше сосема поинаков. Ако ова најголема криза после 2001 година, и ако таа 2001 година ја сметавме за криза или за конфликт помеѓу македонците и албанците, дали ова криза, која е сега најголема после 2001 година, можеме да ја сметаме како внатрешно македонски конфликт или внатрешно демократски конфликт во македонскиот блок? Сметам дека е внатрешно демократски конфликт. И сметам дека не држи споредба со 2001, затоа што 2001 беше сосема поинаков. Не споредувам, велам дека ова е најголема криза после 2001. Ако таа криза сме ја сметале дека е криза помеѓу македонци и албанци, ова криза помеѓу македонци. Ова е криза на демократијата.
Сметам дека ова криза на демократијата, криза на многу нешто што демократијата како модели го носи во себе си. Криза на медиумските прашања, криза на демократските, на односот, на многу нешта кои што во овој момент ја карактеризираат ситуацијата како страшно критична. И ако е добро демократска криза, како да се реши? Знаете, вие не можете на недемократија да одговорите со недемократија. Например, не можете за недемократија или тепање на пратеници да одговорите со бојкот на избори, пошто тоа недемократски, бидејќи врх на демократија е да гласам. Во тие 24 сати или во тие 12 сати власта дека е граѓаните. Но од друга страна, па како да вратите на опозиција која смета дека ова власт нема капацитет да спроведи фери демократски избори? И како таа демократска криза да се реши, ама да не биде тоа на недемократски начин? На тоа прашање кога би имал одговор, која многу мина би имале одговор, би го нашли и клучот на решението. Навистина е жалосно, вие сте потполно во право. Во овој момент дека клучот е исклучиво институционално решавање на проблемите. Меѓутоа, онака како што институционално стојат работите, тешко дека ќе се најде начин да се превазиде овој. Би треба дојте на избори за кои знаете дека власти ќе прави исто што прават 2011 година, ќе дели субвенции, ќе вработува луѓе кои ќе треба да соберат 20 потписи кои ќе гласат за исто би го правила и оваа страна која би била на власт. Што значи дека треба биде спремна такви нешта. Дај идеја, дај план, дај ветување, дај програма. Не е само да излезеш на улица или да се протестираш на власта со паролите дека некој бил лопов и дека ти ако дојдеш, дека тоа нема да биде така, дека ќе опреш работата. Проблемот е како ќе опреш. Ако не се лажам, 2006 година бевте дел од кабинетот на Бучковски, да, кој спроведе избори, кои бе европски избори 2006 година. Да. Немаше полнење на кутии. Немаше користење на субвенции. Игравте кошарка денот на изборите, бидејќи главно беше да бидат легитимни, фери изборите и да се добие кандидатски статус или да биде потврден кандидатски статус 2005 година, да биде добиена датум за преговори. Немаше 20 луѓе на потписи. Немаше затварање на медиуми. За каков демократски амбиент разговарате денес? Вака сега, да расчистиме нешто. Кажете ми едни избори на кои што било се регуларно од осамостојањето на Македонија. Сето тоа е природно. Едните ја бранат позицијата, другите ја напаѓаат. Прашањето е, тие што ја напаѓаат, со какво оружје напаѓаат и што нудат? Народот више научи што е програма, што е ветување, што е платформа, што е нешто што го очекува доколку гласа за некого. Не можеш веќе народот да го купиш со вреќе брашно. Ниту пак народот можеш да го купи со ветување и со некаква морална сатисфакција дека ќе докажеш дека некој бил лопов ако ти доеш на власт. Сигурни се дека не може да купите со вреќе брашно? Па барем не толков дел како што може на почеток. Амди 97 година победи во срцето на Скопје, во Дебар Мало, купувајќи гласови со вреќе брашно. Така да јас на ваше место не би бил сигурен. Јас немам таква информација, меѓутоа не треба да имате Амди Барем си победи 97 година на прегласените избори во Дебар Мало, значи во срцето на Скопје или бастионот на Скопјанштината со вреќе брашно. Видите, Дебар Мало многу беше лесно да го изгласаат ако Амди Бајрам беше играчот кој што им беше потребен на тие кој што добива вреќе брашно. Значи никој не би го изгласал Амди Бајрам. Проблемот е Амди Бајрам, тука вреќата брашно. Како? Во една држава кај што се вреќе брашно се добиваат избори, не е проблемот на Амди Бајрам. Проблемот е вреќе брашно. Не, во една држава која што се купува дури со 3 кебапчиња гласови се е можно. Сегашната политичка криза е веројатно најголема политичка криза во Македонија после 2001 година. Ако таа 2001 година сите бевме едногласни, дека станува збор за еден натрешен конфликт помеѓу македонците и албанците. Сега се поставува дилемата или сега се поставува прашањето дали денес станува збор за еден конфликт помеѓу самите македонци или станува збор за еден демократски конфликт. Јас тука гласно си го поставам прашањето, почитувани гледачи, зошто албанските политички партии и меѓународната заедница одбра пред на ваква политичка драма во Република Македонија да бидат неми наблюдувачи на таа драма. Господине Месими, ова е најголема политичка криза после 2001 година во која влегува Република Македонија. Денес сме вторник, значи 5 февруари, 3 дена пред емитувањето на емисијата, може се што да се случи до петок, мито денес, кога правиме политичка проценка, што ви очекувате, како може да биде решена оваа политичка криза? Прво да се согласиме дека голем дел од општеството и владеачката коалиција не смета дека има политичка криза и мислам дека тука е дел од коренот на проблемите.
Она што јас мислам дека може да се случи се во непосредна иднина. Значи се две опции. Едната опција е да премиерот изнајде начин со кој што ќе направи договор со опозицијата врз основа на кој ќе ја врати во собрание за да проложи институционалниот процес. Значи другата опција е да не го направи тоа, опозиционите пратеници да ги откажат своите мандати и кризата да се продлапочи. Чудно албанците, например, стојат настрана. Значи, борците за човекови права, за демократија, како што сака да се прикажат во 2001 година, и како што делумно еден дел на македонската јавност, посебно албанскиот дел, ги доживува, денес воопшто не реагираат на клоцањето на демократијата. Трите албански партии, значи Руфи Османи пред 2 недели, се вратија во парламентот, ќе одат на локални избори, не бараат предвремени избори и на никој начин ја пуштија целата таа ситуација помеѓу СДСМ и ВМРО да ја водат овие две политички партии, значи да ја сведат на ниво на битка во рамки на македонскиот политички блок. Мислам дека партиите од албанскиот политички блок сгрешија што ја одгледаа таа епизода што се случи на 24 декември, затоа што во име на иднината и некакви односи и изградба на оваа држава како нормална држава, никој во земјава не смее да дозволи тоа да се случи. Ако сето тоа се одгледа од било кој, и од албанскиот политички блок, и од било кој друг, туку така како една обична небитна епизода во политичките односи, нам ќе ни се случи повторно и може да ни се случи на по-експлозивен начин. Ако не беше исфрлањето на новинарите, ние ке немавме ништо во наводници за власта. Веќе премиерот се извинуваше на новинарите, но не се извинуваше на ислоцаните или стапаните пратеници од опозицијата. И ако ги трнеме настрана новинарите, затоа и се случува по мене ова харанга и внатрешно тепање и колење, условно речено, во новинарските структури, бидејќи ако биде замолчена ЗНМ или некоја од тие структури да не можат да го кренат својот глас, тогаш политичка криза нема. Тогаш ќе испадне на крајот последна година со сите овие медиуми што се под контрола на власта дека пратениците на опозицијата де факто ги тепале обезбедувањето полицајците и пратениците на власта. И само медиумите што срчат. Повторно има два аспекти тука кои што морат да се подвлечат. Значи прво и основно жетта за пари, тоа е нешто што го дефинира веќе пред некое време, во оваа пустина направи од демократијата фатаморгана. Значи жетта за пари, односно за запазување на процедурите и датумите за дополнителни задолжувања заради глад од пари, беше толку голема што да имаше потреба да се фрли атомска бомба во собранието, ќе се фрлеше атомска бомба во собранието. Ја затоа велев од самиот почеток, тоа што се случи на 24-ти не можеше поинаку да се случи, односно толку е голема таа зависност. Апсолутно е огромна. Значи еден вид наркоманска зависност. Апсолутно, тоа е кажано. Тоа е сосема соодветен израз. Тоа е сосема соодветен израз. Тука проблемот имено настана со исфрлањето на новинарите, бидејќи не требаше да има сведоци за она што го направи зависникот во апстинентската криза. Тоа што мене на некој начин ме загрижува што странците толку беневалентно гледат на тие процеси. Албанските партии толку беневалентно гледат на тие процеси. Одеднаш ние имаме на некој начин копирајт на 2011 година. Да, сега имаме здружена македонска опозиција, тогаш Лјупчо Ѓорѓевски, Љубе Бошковски и ЛДП партијата на Жарновски или на Омана Сиевски беа надвор од таа коалиција, сега се здружени, меѓутоа имаме повторна иста политичка ситуација. Албанскиот политички фактор и меѓународната заедница ја остават опозицијата да преговара со власта, да преговарат со власт која никогаш не направила компромис во животот, која компромисот го смета како болест, која не е спремна. Знаете како велат американците, за да направите компромис треба да имате силен стомак и силен нервен систем. Да можете да направите компромис и да можете да живеете со тој компромис. Очигледно власта тоа не може да направи. Знаеш, и оставате на таква опозиција која реално не е во полна кондиција да преговара со власта која има завладеено со све во државата. Нормално дека власта нема да направи компромис ако не биде притиснат од албанските партии и од меѓународната заедница. Зошто толку беневолентно играат на картата на власта? Ми поставите многу прашања од еднаш. Мислам дека суштински затоа ви ги поставам. Апсолутно. Значи во еден момент се случува еден пресврт во вашето ниво на толеранција околу тоа во која мерка и до кога вие ќе легитимирате одредени политики. При тоа сте тотално немокни да
придонесете или да направите било што да тој цел процес или контекст се подобри. Од друга страна, меѓународната заедница бара одредена политичка стабилност на институциите во државата за да може да решава одредени проблеми кои се сега на агендата. И сега проблемот е што се поклопија премногу работи и ги донесоа луѓето од опозицијата во ситуација да пливаат контра течението на реката. Не им се отвори хороскопот. Не им се отвори хороскопот во ред, но мислам дека тоа е уште подобро, затоа што исто така во име на интересите на меѓународната заедница, истата таа меѓународна заедница веќе долго време легитимира одредени политики на национално ниво кои се тотално неприфатливи и недемократски. Мене лично не ми се допаѓа таквата улога на меѓународната заедница, бидејќи нам ни требаат бенчмарковите на меѓународната заедница, како да станеме поддемократска земја, по-транспарентна, по-отчетна, по-професионална и така натаму, а не обратно. Значи, додека меѓународната заедница не ги легитимира нашите лоши потези на политичко ниво, ни прави мечки на услуга. Веројатно опозицијата има право да се љути на однесувањето на меѓународната заедница. Веројатно опозицијата има право да се љути на однесувањето на дел од албанските опозициони партии. Веројатно опозицијата има право да се љути на одредени неутрални интелектуалци за кои сметала дека можеби ќе застанат на незината страна, а не застанаа во вакви критични моменти. Но дали по вас е оправдано на 2 месеци пред или на 3 месеци пред локалните избори, вие да менувате стратегијата со која 6 или 6,5 години сте го газеле на политички план Никола Груевски. Нели Никола Груевски беше обвинет како најголем албанофоб, беше обвинет како човек кој меѓународно изолира Република Македонија и човек кој ја уништува македонската интелигенција. Одеднаш, Никола Груевски не се кара безмалку со никој, освен со Бранко Цренковски, ја става облеката на миротворец како што на времето правеше Слободан Милошевиќ и доаѓа опозицијата да влага во конфликт со албанските партии, со Мендух Тачи, со кого нели граде стратешко партнерство до пред 6 месеци, делови или рестлови на опозицијата, или луѓе блиски на опозицијата, или медиуми блиски на опозицијата влегува во конфликт со меѓународната заедница. Илете какво едно жигосување имаме на неопределените интелектуалци. Апсолутно по социјалните мрежи. Значи, драматично жигосување. Дали е тоа исправен модел на опозицијата? Дали тој модел на еден среден рок ќе донеси бенефит на опозицијата? Опозицијата има одреден негативен багаж, чија што тежина сега доаѓа до израз. Опозицијата 5 години го преспа Никола Груевски и ДПМН во парламентот. Таа дозволи со едно млако дејствување, значи да се инсталира еден систем против кој што вие сега не можете да се борите со нормални средства. Една тужба и да не се случеше 24/12, тоа ќе продолжеше така. Една жалба нема после изборите 2011 година. За каков Милошевиќ вие ќе говорите кога човекот победи на изборите 2011 година не поднесо една жалба нема. Како веќе му проблематизирате избори? Како ќе лите дека не се фери демократски кога немате една жалба поднесена 2011? Имено некои аспекти на тие избори се катастрофални. Злоупотребата на фондовите, злоупотребата нов на модел позицијата на корумпирање и на изборите, тоа кој го нема по Балканот. Па мислам дека не е тука ништо ново, тоа е многу јасно во ситуација кога сите други аспекти сегменти на општеството ги газите и ги корумпирате на било каков начин, со работни места, со разни трансфери финансиски, со сење страв и така натаму, со умртвување на медиумите, со превземање, упад во сопственички структури и така натаму. Резултатот е тој. Дали вие, кои пред 2 или 3 недели се качивте на ладата на рекорд во центарот на Скопје, протестирајќи против таа недемократија, би биле разочаран ако опозицијата оди на локални избори без политички договор за предвремени избори? Да. Отворено ви кажувам, да. Ми се чини дека на маса беше ставен еден модел, до пред неколку дена, се надаме дека тој модел се уште може да биде во сила, кај што власт и опозицијата нема никако победници, никако губитници да излезат од оваа политичка криза. Модел беше следен: СДСМ доди на локални избори, на нотар да бидат заверени оставките на пратениците
на своите пратенички функции, на тој начин опозицијата да испрати порака на луѓето кои 3 или 4 пати со автобуси и масовно ги носеше тука во Скопје дека нема да се откажат од своите барања за предвремени парламентарни избори и на тој начин да биде разрешена условно речено овој технички или технолошки дел на кризата, но политичката криза се разреши со некои предвремени парламентарни избори. И тоа до неделата изгледаше апсолутно фино спакувано со помош на меѓународната заедница. Во неделата вечер излезе Никола Груевски на она конвенција на Коце Тарановски апсолутно грубо избриша патос со опозицијата, грубо кажувајќи Бранко не ги лаже своите членови, нема да има ни сега, нема да има ни идната година предвремени парламентарни избори. Значи, ако опозицијата е свесна дека веројатно нема да може да ги бойкотира изборите поради притисокот на меѓународната заедница, поради притисокот на своето членство, поради можноста да добие одредени локални самоуправи кај што ќе може да се финансира и така натаму, тогаш Никола Груевски се обидел да ја направи многу скапа цената на тоа враќање на опозицијата на локалните избори. Опозицијата беше флагрантно понижена еднаш на 24.12 и никому не му е потребна, никому не му е потребна уште еднаш понижена опозиција. Верувајте ми, Никола Груевски ништо нема да добие ако уште еднаш си ги избрише нозете со опозицијата, а моја предпоставка е дека доколку такво нешто се случи, дека опозицијата, не само опозицијата како поширок субјект ќе се распадне, туку ќе има имплозија и во самиот СДСМ. Сега постои можност да лидерите се договорат за нешто, не сакам да преюдицирам, двајцата што ќе го на кој што двајцата ќе се согласат, но кој што нема да го убие крајно демократскиот тонус на општеството. Бидејќи ако опозицијата сега се врати без никаков одговор, кој што би бил некаква рефлексија на она што се случуваше на 24.12, оваа држава ќе стане уште пототалитарна. Тука некаде правиме пауза за реклами. Останете со нас, се враќаме за неколку минути да го проследите крајот или финалето на нашата вечерашна емисија. Филип и Ирена се на својот прв состанок. Кажи ми нешто што никој не го знае за тебе. Па од секогаш сум сакал да. Не дозволувајте настинката да застане на патот на љубовта. Кафетин Cold Max ги ублажува симптомите на настинка и на грип. Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја грелката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. години трговијата е нашиот занет. Идари Нино! Биги Нино! Роди го танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Ана доаѓа на интервју за работа. Како работно искуство имате? Имам долгогодишно работно искуство како... Не дозволувајте настинката да застане на патот на успехот. Кафетин Cold Max ги ублажува симптомите на настинка и на грип. Секој вечер, последните 30 дена, 3 до 5.000 прилепчени протестираат на прилепските улици. Одамна неам видено таква политичка енергија, како што секој вечер прилепчаните ја покажуваат по тие своји прилепски улици. И тука се постава прашањето, дали ако таква енергија, која секој вечер во изминатите 30 дена,
се манифестира на Прилепските улици, би била манифестирана на Скопските улици, дали ова македонска влада ќе можеше толку беневолентно да ги одбива барањата на опозицијата и како второ прашање, дали меѓународната заедница ќе можеше така лесно да застане на страна на владата без да ги респектира барањата на опозицијата. Јас сум сигурен дека ако таква енергија како што покажуваше во Прилеп беше покажена по Скопските улици, тогаш предвремените избори за македонската опозиција ќе падне како зрела крушка. Следува 15-минутно интервју со Хари Локовенец или човекот кој е лидер на тие протести во Прилеп. Значи Прилеп е град кај што отпорот по страна на СДСМ е најголем, а ВМРО па веројатно има најдобриот градоначалник од листата на своји градоначалници и затоа битката во Прилеп е апсолутно интересна. Вие кажавте две констатации за најголем и најсилен отпор во Македонија, во Прилеп, и втора работа за најсилен или најдобар, како веќе го крстивте, градоначалник моментален. Јас мислам дека овој отпор што е у Прилеп, да беше во Скопје, до сега беше срушена владата на Република Македонија. Вистина е дека имаме огромна енергија. Во Прилеп се чувствува премногу енергија. 3 до 4 луѓе имате секоја вечер, знаете. Јас не знам просто како ги лажете, вие немате пари. Ај, на изборите 2011 локо ми давте, ова давте. Се ништо не давате, пак имате 4 луѓе на секој отпор или секој митинг по улиците на Прилеп секоја вечер. Може би бројките одат и до 5000 демонстранти секоја вечер. Во секој случај, ова е примерот. Сега е времето кога Прилеп ја покажува својата специфика. Всушност и не за џабе. Прилепчани се дел на револуционерното минато на оваа држава. На крајот кришата 11 октомври се случи во Прилеп. И министерот Јанакиевски, и министерот Самак, и дел од бизнисмените, значи кои од Прилеп се многу силно присутни во врвот на ВМРО да помене. И премиерот има студирано тука во Прилеп, и то прилепско лоби е поприлично силно во врвот на ВМРО. И вие на то прилепско лоби и на тој најуспешен или условно речено градоначалник ќе му се протиставите ако партијата одлучи да дојде на избори на 24-ти. Добра ви е констатацијата. Меѓутоа поинаку ќе ви одговорам. Тежината на победата, за која сум убеден и сигурен, е многу поголема кога имате противници за кои вие дадовте ваква констатација. Всушност таа победа ќе биде многу поголема заради тоа што имаме олку силни и моćни противници кои се наоѓаат на позиции во моментов во постоечката државна номенклатура. Ама и друго прашањето, што тие имаат направено за Прилеп? Тоа е важното прашање за прилепчани. Која инвестиција е донесена во Прилеп? Министерот Самак донесе инвестиции во Македонија. Како може? Тој не е по потекло од Прилеп, тој е од Прилеп. Ниедна инвестиција да не биде донесена во Прилеп. И јас сум убеден дека вината не е во него. Значи, вие имате министер за странски инвестиции од Прилеп, а немате странски инвестиции во Прилеп. Немаме никакви инвестиции. Всушност, да се поправам, вие имате странски инвестиции. Значи, најголема странска инвестиција во Прилеп е Цеца. Ние имавме тука Цеца и се фалевме со Цеца. Па вие не се пофаливте со Джонсон Контрол, вие не се пофаливте со Джонсон Мети, вие не се пофаливте со Мерцедес. Вие не се пофаливте со ниту една странска инвестиција, а имате министер за странски инвестиции. И на крај Цеца од Житораџе е најголема странска инвестиција во Прилеп. Во градот кој се смета за најпатриотски, во најпатриотската влада во рамки на историјата на Република Македонија. Вие зборнавте еден збор патриотска влада и патриотизам. Патриотизмот во 21. век не е на ниво од 19 или 20. Патриотизмот во 21. век се вика број на новоотворени работни места. Кога вие ги немате тие бројки да се пофалите, нормално е да го барате по лесниот начин за да се пофалите. Нормално е да барате да платите нешто, да го донесете во градот и на таков начин да се пофалите дека нешто добро и големо се случувало во градот. Било која друга општина, а да не е Прилеп, со ваква енергија, со ваков отпор и со ваков кандидат, вие ќе бевте фаворит за победа на локалните избори. Во Прилеп анкетите се уште дават предност на Маријан Ристевски. Во Прилеп СДСМ и опозицијата победува. Во Прилеп нема трет мандат за моменталниот градоначалник. Добро, на вакви цврсти зборови, ако некој после им каже на тие 3 до 5 илјади луѓе кои протестираат, ќе има бојкот на изборите,
Како ќе му го објасните тоа на тие луѓе? Како ќе му објасните дека целата таа енергија која покажува изминатите 30 дена по Прилепските улици, ќе треба на 24 март да седи заклучена дома и да не излезе на избори? Бојкотот е заради тоа. Ние излегуваме на бојкот. Протестот е заради тоа. Ние излегуваме на протест за да нема бојкот. Да бидиме начисто во тоа. Протестите не се за да ги бојкотираме изборите. Ние по скоро 2 месеци сме на улици за да ја натераме власта да ги прифати нашите реални и остварливи барања. Добро, власта нема да ги прифати. Нема да ги прифати може предвремени избори. Имате 3 до 5 луѓе секој вечер во Прилеп. Тие луѓе протестираат против власта, манифестираат одредено незадоволство. Значи 3 до 5 луѓе се голема бројка. Во Прилеп се да само освоил некој 10-12 илјади, на последните избори некаде околу 20.000. Значи ако имате маса од 3 до 5.000 луѓе, тоа значи дека секогаш бројката пута 3 или пута 4, значи за број на гласови на следни локални избори. Тие луѓе, како ќе им кажете да седат дома? Како ќе им речете да идат на бојкот? Ако евентуално партијата одлучи. Во вашето прашање препознав една констатација, дека имаме работа со неразумна власт. Не верувам дека е неразумна. 3 до 5.000 протестанти секоја вечер, секоја влада, дури и најнеразумната, секоја власт ќе ја натера да се позадума. Да види што е она што реално се случува на терен. Мислам дека кога главен град на Македонија би бил Прилеп, а не Скопје, кај што две се собира 300-400 луѓе, па дури со автомобили сега. Кога главниот град би бил Прилеп, ова влада би паднала. На толку масовен отпор од 3 до 5.000 луѓе секоја вечер. Јас просто се чудам од кај таа енергија кај прилепчани. Знам дека немате ништо прилепско. Немам ништо. Премногу ви се заблагодарувам за ова немам апсолутно констатација. Прилепско, да. И посебно што барем во момент го спомнавте Прилеп да биде главен град во држава. Ви уверувам дека ќе бидете омилен новинар во Прилеп. Сите се истепа од опозицијата, да ви кажам право, да дојдат да може да зборат пред 3 до 5.000 луѓе, веќе имamo зборија пред 200 луѓе во Скопје, освен на оние 3 големи митинзи. Јас гарантирам дека ако странските амбасади беа стационирани во Прилеп, ќе беше многу поинаков односот на меѓународната заедница кон протестите и барањето на опозицијата отколку што се сега. Бејќи Прилеп го осветли образот на опозицијата. Го осветли на почетокот. Да бидам искрен. За секој процес потребно е иницијална каписла. Во овој случај Прилеп беше иницијалната каписла. Имаме примери од минатото кај што некој друг град во Македонија беше иницијалната каписла и предводникот. Мене ми е многу драго што во времето кога јас сум кандидат, Прилеп е предводникот на отпорот и на промените кои ќе се случат следниот период во Република Македонија. Сите анкети покажуваат разлика во овој момент на ВМРО-ДПМН на некаде од 2 до 3% или тоа е некаде 40 до 50.000 гласови разлика. За некого многу, за некого малку, меѓутоа тоа е разликата 40 до 50.000 гласови разлика. Зарем е тоа толку голема разлика да влезете во еден таков процес непотребен на фемкање, ке има локални избори, нема да има локални избори, да повтарате повторно таа ситуација од 2011 година, па Груевски да излага да вели Бранко, ајде на избори, па вие нешто ќе се нечкате, па ќе постават услови. Од каде тој дефетизам? Седам со вас тука, вие сте оптимист дека може да победите во бастионот на ВМРО во Прилеп, а јас не знам зашто воопшто СДСМ влезе во тој погрешен филм да се фемка и една многу чиста ситуација од 24 декември на некој начин да ја девалвира со една таква колебливост околу потребата да се оди на локални избори. Локалните избори не се само локални избори. Локалните избори се дел од целиот изборен процес во Република Македонија. Васко, во ова прашање сметам дека клучен збор е легитимитетот. Давањето на легитимитет на сите активности, како во функционирањето на политиката, така и на самите избори и на избраните после самите избори. Лично вие како Хари Локвенец, што посекувате? Посекувате се да сама доди на локални избори? Бидејќи 6-7 месеци од вашиот живот вие посветивте на ваква макотрпна кампања. На 30 јуни, кога беше мојата номинација, пресметавме дека се 9 месеци до самите избори. Јас посакувам да бидат прифатени барањата кои ги имаме за и тоа што сметам дека се и реални, и возможни, и остварливи. И на едни фер и слободни избори. Да ги одмериме силите со нашите против кандидати. Локвенец, ние живееме во еден несовршен свет.
Во рамки на тој несовршен свет има демократски, има и недемократски влади и држави. Во рамки на тие недемократски влади и држави се користат сите методи кои им стојат на располагање на тие влади. Знаете, до пред 5 или 6 години никој од нас не претпоставуваше дека ќе бидат затворени медиуми. До пред 5 или 6 години никој од нас не претпоставуваше дека ќе бидат уценувани луѓе за правење на гинеколошки прегледи или на вештачко оплодување со 20 донесени гласачи за ВМРО ДПМН. До пред 5 или 6 години никој од нас не претпоставуваше дека вие за да го вработите вашето дете ќе мора да донесете 20 луѓе кои гласа за ВМРО ДПМН. И тоа ќе се случува и на 24-ти, да немаме никаква дилема, тоа ќе случува на некој следен 24-ти, тоа ќе случува значи и на некој трет 24-ти, се дека ова власт е на власт во рамки на Република Македонија. Прашањето е како опозицијата да најде начин да ја порази таа власт, а сепак да не отстапи од своите демократски принципи. Знаете, 24-ти беше врв на недемократија. Значи, јас воопшто не имав помислено дека може да се случи 24-ти после 91 година и гласањето за една независност и плуралност во рамки на Република Македонија се случи. И ако вие бойкотирате на 24 март, вие ќе овозможите да се врати еднопартискиот систем, ќе помогнете на Никола Груевски да се врати еднопартискиот систем во Македонија. И тука се поставува прашањето дали на недемократија може да се одговори со недемократијата. Пораст на избори од една или од друга страна не е работа на живот и смрт, туку само едно камче во мозаикот кој се нарекува историја на Република Македонија. Овој период ќе биде запамтен полошо, нема да биде запамтен подобро. Но тоа што мислам дека требате вие како сериозна партија да го направите е да на граѓаните им кажете дека понекогаш знаете да донесете одлуки кои се на штета на партијата, ама се во интерес на Република Македонија, тоа што Никола Груевски никој не може да го свати изминатите 7 години. Ние и со вкупното функционирање изминатите 22 години како партија сме го покажале ова што вие го кажавте сега, дека ни се случува да донесиме одлуки кои се штетни за партијата, ама во интерес, во долгорочен, огромен интерес за Република Македонија. И морам да бидам искрен, со таквите одлуки мирно сме спијале и мирно ќе спијаме, заради тоа што не само декларативно, туку и суштински во дното на душата ја чувствуваме Република Македонија како главен приоритет на нашето политичко функционирање. Решението секогаш е васково компромис. Всушност ќе кажеме една дефиниција која може би сте ја сретнале предходно. Вика, компромис е уметност. Уметност на делење на тортата на еднакви парчина, така да секој го добие своето најголемо парче. Сметам дека таа мудрост ја имаме во нашето политичко живење и во нашите политички партии. Убеден сум дека секоја од партиите, ако сака, ево можност да го добие своето најголемо парче, ама водете сметка, ова е како тангото. Мора двајца за оваа игра. Еден никако не може да обезбеди услови за сите ние да го добиеме своето најголемо парче преку взаимен компромис. За пола година, кога би разговарале во Прилеп, би разговарале со Хари Локвенец, градоначалник на Прилеп, или Хари Локвенец, подпредседател на СДСМ? Моите желби се да разговараме прво со Хари Локвенец како личност. И сигурен сум дека ќе бидеме во можност да го направиме тоа интервју или обично кафе пиење во чаршијата во Прилеп. Тука некаде е крајот на нашата емисија. Погледнете ги рекламите, се враќаме за 2 до 3 минути да ја одјавиме емисијата. Филип и Ирена се на својот прв состанок. Кажи ми нешто што никој не го знае за тебе. Па од секогаш сум сакал да Не дозволувајте настинката да застане на патот на љубовта. Кафетин Cold Max ги ублажува симптомите на настинка и на грип. Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутер од минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди.
Шеесет години трговијата е нашиот занет. Идари Нино! Диги Нино! Оди го танцај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Ана доаѓа на интервју за работа. Какво работно искуство имате? Имам долгогодишно работно искуство како... Не дозволувајте настинката да застане на патот на успехот. Кафетин Cold Max ги ублажува симптомите на настинка и на грип. Ова беше емисијата во Центар СМ Васко Ефто, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.